И еве неповторно назад во нашето студио. Добро утро секое утро и се продолжуваме со разговори. Еве зашто ќе имате можност да слушате во продолжение дискус хернија, која на сите ни прави проблем како најчеста причина на болки во телото. Нашата гостинка Сузана Црнковиќ, така? Снежана, да. Се извинувам. Снежана, добро утро и добре ни дојде да ни го вака разубавиш малку и студиото со убава летена боја. Благодарам. Да, и кон самиот крај од нашата програма да се разговараме за, како што кажав, за сите нас, оно што ни представува проблем број 1, а тоа е дискус хернијата, која за жал ја има па скоро кај секој човек. Секој човек, да, некаде помалку, некаде повеќе. Но секако добро утро. Благодарам што издвои време да бидеш дел од нашата утринска програма и добре ни дојде. Добро утро. Најнапред ви благодарам што повторно ме поканивте во вашата емисија и ви благодарам сепак на довербата, нели? Како некој што е компетентен да разговара на оваа тема. Така е. Најнапред би сакала да кажам дека јас не сум лекар. Тоа го кажувам и на моите видеа, иначе сме многу активни на социјалните мрежи. Меѓутоа, во светот е пракса нешто што се вика learning by doing. Така, да појасниме само околу тоа еве нешто повеќе. Јас сум еден љубопитен човек кој што многу си ја сака работата и на кој што пред се му е важно здравјето на луѓето, нивната среќа. Па така низ работата дојдов до констатација дека најголем причинител за болките кај луѓето е всушност дискус хернијата. Па така во разговор со многу мои пријатели, неурохирурзи, невролози, ортопеди, физијатри и нормално со лесно достапна литература во денешно време, навлегов малку подлабоко во оваа проблематика, затоа што верувајте ми, секој втор човек во денешно време пати од дискус хернија. Да, ајде сега ќе појасниме. Знам дека повеќе мината јасно име, меѓутоа што е дискус хернија? Дискус хернија, јас некогаш сакам да зборувам што велам пластично, е кога фактички амортизацијата во вашиот ребетен столб попушта. Значи во нашиот ребет има едни меки перничиња од кои што ние нели можеме нормално да се движиме и да ги изведуваме сите можни покрети. Со тек на време од различни фактори тие перничиња пукаат, попуштаат како да речем. Па дискус хернија народно би се кажало дека е попуштање на амортизерите во ребетниот столб. Значи, перничињата кои што се помеѓу секој пршлен во нашиот ребетен столб излегуваат од нивното лежиште, ги пипкаат нервите кои што одат во екстремитетите, во рацете и во нозете и доаѓа до болки, затоа што од ребетот си одат, значи, нерви кои што си одат понатака во рацете и во нозете. Ајде сега да појасниме, еве во моментов можеме и да погледнеме фотографии кои што ти ни ги испрати за да можеме и да ги искоментираме. Ајде зашто конкретно се работи, еве 4 фази имаме на дискус хернија и секако гледачите ги имаат можност да ги гледаат фотографиите, а ние секако да ги коментираме и да зборуваме токму на оваа тема. Јас само морам да кажам, ти си наш гостин затоа што јас лично знам многу ваши пациенти, да кажам, кои што се задоволни, кои болката им поминала, затоа што секако многу е важно, како што кажавме, она што ни е дадено и како дарба и како љубов кон тоа што го работиме, и среќата на луѓето да им ја видиме насмевката кога се соочуваат пак оние кои што имаат многу поголеми за жал болки и проблеми. Ајде нешто повеќе околу се тоа што имаме можност да го погледнеме. Па дискус хернијата, како што напомена и како што видовме на сликата, има 4 фази. Тоа е надув, протузија и екструзија. Тоа значи колку е тој дискус излезен од своето лежиште. Најчесто кога луѓето имаат надув, него не чувствуваат тоа. Еве можам јас слободно да кажам дека јас имам надув во ребетниот столб. Сигурно и јас. Веројатно. И јас умеам да кажам, секој ако се сними, значи ќе си види дека најверојатно има некоја мала дискус хернија. Затоа што ич да не е од самата гравитација, значи, дури има еден податок дека наутро, ако се измериме во висина и навечер, ние сме за 1 сантим пониски. Пониски? Затоа што функцијата, на овие ја што ги велам амортизери, е фактички во текот на денот да ни даваат слобода ние да се движиме. И многу се меки, составени се од 99% вода, и во текот на денот тие малку си се стеснуваат, да речем, и си се распласнуваат.
Навечер кога спиеме, телото се истегнува и ние се враќаме во нормалната положба. Па так, меѓутоа има луѓе кои што се физички оптеретени или премногу седат, имаат мали деца, прекумерна тежина и различни други фактори. Што ова е знакот Ова е на нашето лого, да. Да. Сес масаж. Ете така. Да, 2С. Ова е на пример вратна кичма и сега тука има многу пршлени, зависно од тоа во кој пршлен е излезена дискус хернијата, во некој дел, да речам, од телото, човекот ќе добие болки. Па веќе искуствено, кога човек ќе ни каже прилика каде има болки, ние можеме да предпоставиме од кој дел од ребетниот столб, значи, произлегува нештото или во кој дел од ребетот. Да, во претходната фотографија забележав имаше црвени тука најверојатно тоа е како подвлечено, нели, или сигнали. Сигнали каде што сигурно ја чувствуваат болката. Да. Ајде сега вака да појасниме за да допре до сите наши гледачи кои што имаат проблеми со дискус хернијата. Во нозете исто така може да ја почувствуваат болката, значи секаде било каде. Сега кај него, значи тоа зависи индивидуално кој и на каков начин и на кој дел од своето тело ќе ја почувствува дискус хернијата. Да. Ајде да појасниме. Дискус хернијата може да е во вратот. Па така човекот може да има болки во пределот на рамото, може надворешни болки, може да му трнат прстите, може да не чувствува, не дај Боже, некој дел од раката, може да има ограничено движење, значи на раката. Конкретно да речеме во вратна дискус хернија може да има вртоглавици, може да има зуење на ушите, може да му се заматува видот, доколку дискус хернијата пак е во грбот. Може да има проблеми со дишењето, може да има проблеми, болки во предниот дел на телото, затоа што од самиот рбет излегува еден сноп на нерви кои што понатака одат низ телото. Дискусот што е излезен од своето лежиште, пипкајќи ги тие нерви, дава сигнал негде во телото. И сега, ако е дискус хернијата во лумбалниот дел, како знаеме дека е дискус хернија? Каква болка чувствуваме? Печење, жежење, жарење, трнење, како нож да не прободува. Многу ќе се пронедат во ова што го слушам во моментов. Значи, буквално, или како луѓето умеат да кажат... Или некогаш не знаат да објаснат. Не знаат да објаснат што име. Да. Од која до која годишна возраст може да дојдат пациенти кај вас? Видете, многу е важен животниот стил на човекот. Добре. Ние имаме, например, многу, не сакам да речам стари луѓе, ајде возрастни луѓе, меѓутоа кои што се витални, па да речеме кај нив самиот организам ги има задржано голем дел, да речем, од функциите. Многу е важно, мислам, и слободно ќе кажам дека кај нас може да дојдат од 18 мора човекот да е полнолетен, или секој сам одлучува дали ќе оди негде. Јас не сум присталица на тоа, нели некој друг да одлучува во туѓо име. Точно. До крајот на животот. Доколку ова е одлична информација за како што кажавме, јас не сакам воопшто да нарекувам стари луѓе и ние одиме натака. Тоа не е старост, тоа е чувство секако и зборуваме за возрастна категорија на луѓе кои што се соочуваат со вакви проблеми. Ајде сега вака да појасниме. Сите оние можеби да појдам од себе. Сигурно дека можеби некои моите симптоми ќе ги има, па за да знаеме за точно да појасниме за што зборуваме. Можеби во утринските часови, кога се будиме, ние кажавме дека телото се враќа во нормала. Во нормала, да. Се регенерира. Меѓутоа, со самото станување чувствуваме некаков вид на болка. Дали во рацете, дали во нозете, и додека се раздвижиме, ни е потребно временски период за да повторно се вратиме во првобитната состојба. Тоа што би значело? Дали е дискус хернија или се работи за нешто друго? За почеток не би требало да е дискус хернија, за почеток може да е, ќе се повторам, животен стил. И јас сум во една возраст кога и гледам и на себе дека веќе е време кога ќе станеме ние прво да направиме утрински вежби. Затоа што во текот на денот сме преактивни, меѓутоа не мислиме на своето тело, мислиме повеќе на обврските во текот на денот. Доколку еден човек не прави барем основни вежби во текот на животот, да речам после 35-та година, неминовно ќе се соочи со овие болки кои што вие ги наведовте. Што значи дека треба физичка активност? Што значи дека треба физичка активност? И за дискус хернијата е потребна физичка активност во форма на пешачење, обавезно, пливање, доколку е возможно,
и основни вежби. Јас умеам да кажам тие на физичко што ги правевме во основно. За раздвижување на телото. Затоа што сепак кога е млад човек е млад, после 35-та година телото секако почнува да старе. И знаете како, сега човекот нема само дискуси, има зглобни површини, има тетиви, има раскавици. Спондилозата каде спаѓа? Дали во дискус хернијата или? Спондилоза значи дека веќе почнале малку да ви се дегенерираат, да речам, прашлените. А тоа значи, мислам, порано значеше дека стареат, а сега сепак би рекла дека тоа е повеќе неправилно држење на телото. На телото. Еве внук ми јас гледам, на пример, уште сега зашто гледа во телефон, веќе почнало тука да му се прави топче. Тие проблеми веќе ги има и децата за жал. Децата за жал. Па пред некој ден баш му прати вежби. Да, еве поздрав до Марин, тета да ги правиш вежбите. И сам ме праша тето што да правам. Веќе он има топче на вратот и јас во иднина очекувам, на пример, он да има, не дај Боже, нели, малце посериозни проблеми заради таа неактивност. Знаете, родителите мислат ке ги пратат децата, на пример, на фудбал, на кошарка и се завршила работа. Се тоа е сосема друга тема, меѓутоа овие телефоните и денешните, да речам, си го прават своето. Земаат замав. Па така имаме деформитети на рабет и така натака. Ајде сега за деформитетите и за сето она што со каков проблем најмногу се соочуваат овие пациенти наши, да кажам, низ Македонија, кои што доаѓаат кај вас. Кој е проблем број 1? Проблем број 1 е неводење грижа за себе и прекумерна работа. А знаеш дека и повеќе докториот, без разлика од која области да е, го кажуваат ова што сега истото го слушнав, дека ние најверојатно не толку многу водиме. Како нација не се грижиме за себе. Како нација, за жал. Добро. Јас морам да кажам дека ние работиме со цела Македонија. Значи Македонија не е само Скопје, поздрав и до сите градови. И би искористила оваа прилика да кажам дека од 4 до 10 август сме во Струга, па повелете вие што сте од Западна Македонија, значи Кичево, Струга, Охрид, секој кој што има можност, пошто сепак сме далеку и фалем на довербата што сепак решаваат и од тие градови да доаѓаат кај нас. Гледам дека луѓето премногу работат. Мислам, во ред е ти да работиш, ама мораш малку и да одмориш. Мораш малку да мислиш и на себе. Јас моментално вежбам и гледам дека стварно, на пример, се уште ми е тешко да го одвојам тоа време кое што треба да се одвои. А имаме време да седиме на телефонот, имаме време да гледаме рилсови, имаме време да зборуваме на телефон саат време. Сега нека ми простаците небитни работи со пријателката, немаме време за себе. И еве лично од себе можам да кажам дека многу подобро се чувствувам и ништо не ме боли после многу време. Значи треба физичка активност. Физичка активност дефинитивно. Нека и прошетка, значи. А тоа и го имам слушна тоа и сите го знаеме, сите оние кои што се занимаваат со спорт, велат без разлика и на која годишна возраст да се започне со вежбањето е добро дојдено. Полека додека се дојде до фаза кога веќе телото само ќе го навикнеме на тие физички активности. Сепак грбната мускулатура, мускулатурата во половината, мускулатурата во вратот со тек на време попушта. Значи тоа си е природен процес на старење. Кога губиме и од таа мускулна маса, да речам, добиваме на вода и сало, не дај Боже, нели, заради неправилен живот и почнува едноставно самото тело тебе да те влече надоле. За да не те влече телото надоле, исправи го ти нагоре и вежбај. Колку убаво кажано, ни поминува времето, па ајде да го искористиме овие минути кои што ги имаме за она за што и сме тука, нели? Уште еднаш ќе потенцираме, затоа што дискус хернијата е причинител за многу болки во телото. Ги кажавме оние симптоми кои што можеби, нели, испоменавме, некогаш и не знаат луѓето да ги објаснат. Печење, жарење, како ножеви да те пробудуваат, трнење. Тоа го имам слушнато од мои публички повозрасни, па ќе кажеме и може да ги донесеме кај вас конечно. Сега знам дека после емисијата виднеш ќе ви речат прашали тоа, прашали ова или она. Ќе се слушнеме, ќе се договориме. Меѓутоа, еве после кои третмани ги има кај вас за да се ублажат овие болки или пак и воопшто да не ги почувствуваат, да ги снема, Морам да кажам дека магични решенија не постојат. Меѓутоа облажување на болки, Сакам да кажам, многу луѓе мислат, на пример, ќе дојдат кај нас и ние ќе го решиме проблемот и веќе готово ништо не бидува. Дека до крајот на животот нема да се повтори. Мислам, некако дојде време на брзи решенија. Еве ќе го спомнам еден ChatGPT што излезе, нели? И тоа е брзо решение, ти во моментот имаш одговори свашта нешто, не е така. Нити во животот, нити па со оваа проблематика. Вештачката интелигенција не може да ни ја реши Не може да ни ја реши дискусирнијата,
Тоа што ние го работиме е мануелна техника, значи правиме репозиција на дискусиите. И среќа што се тие многу меки и пожелно е да се излезе ни лево или десно. Ако се централно веќе прават проблем на работниот мозок, тука ние не можеме ништо. Меѓутоа, тие луѓе кои што имаат таква дискусија, не имаат други симптоми, тоа е сосема друга тема и опфаќа неврологија, не би навлегувала во тоа. Така. Значи ние мануелно правиме репозиција на дискусот. Ако тој нели е излезен од своето лежиште, ние се трудиме мануелно да го придвижиме да почне тој да се враќа назад. Понатака тоа е процес. Една дискусија за да помине и требаа 3 до 6 месеци научно. А во тој период човекот мора да се движи, не смее да крева тешко. Општо на луѓето што имаат дискусирни им е дозволено да креваат 1 кило, никој сериозно не го сваќа. И од пазарот и со неколку кесики ги видиш во рацете. Точно. Има вежби кои што се препорачуваат, значи меѓутоа кога ќе стишат болките, сакам да кажам и една прва помош, значи за луѓе што имаат дискусирнија, доколку е таа лумбална, слободно може да држат ладно, многу луѓе држат топло, ставаат топли лепенки, значи јас велам ставајте ладно, зашто нешто што е воспалено, чиста физика, на топло, нели, нештата се шират, и на ладно се собираат. Поголема болка. Да, зашто потекуваат нервите. Кога нешто е долго време допрено, еве јас умеам да кажам, допре си ја ракава и држи си ја еве 1 година. Место ќе потече. Та така и тие нерви. Така. Да, треба да се лади местото и треба доколку човекот има прекумерна тежина, да проба да намали. Јас знам дека и тоа е тешко, значи лесно нема. Тоа што е нашата работа е да го придвижиме дискусот. Ништо не е лесно во животот. Ништо не е лесно во животот. Не оди тоа така, да. Како што ние сакаме и посакуваме, секој сака, нели? Меѓутоа, мора трпение, спасение, зошто е таа изрека кажана. Меѓутоа морам да кажам дека луѓето кај нас доаѓа 3 пати преку еден ден, потоа оставаме една недела пауза да видиме како се. Најчесто се 70-80, па некои 90% подобри. И јас умеам да кажам, значи не си здрав, треба време. Тоа малку се помести, ама не за здраве. Дај си време и внимавај. Тие што се дисциплинирани, поздрав до сите и ви благодарам. Имам клиенти кои што поминале 3-4 години и се уште ни пишуваат и се благодарни, пошто верувајте ми, тоа се страшни болки. Верувам. Има луѓе завршуваат значи во центар за болка, не може да одат на 4 нозе, одат, и тешко им е да одат до тоалет. И сепак благодарноста на луѓето кои што биле кај нас, да речам, и послушале некои основни насоки кои што и ChatGPT може да ви ги каже, на вистина се добра. Ама сепак мора да си дадете време, да сте физички активни, тоа исто сакам да напоменам, никако легнување. Значи, ако легнеш, може да не станеш. Движи се. Ја умеам да кажам, ако те фати, клекни, зборувам. Најчесто луѓето имаат лумбална дискусирнија. Сепак, овој дел од телото ни е најоптеретен. Да, кичмата. Да, кичмата. Да. Тука е тој проблем најголемиот. Да. А и мажите повеќе се соочуваат со проблеми што се однесува за тој дел со кичма и слично. Па, мислам дека сите. Сите? Сите, и жените? Видете, сепак кај нас идат, например, луѓе што садат садат дека мажите дигаат потешки, сакам да кажам, работи што сега па и жената може тука некако да парира. Ама имаме луѓе што садат тутун, берат јаболка, садат цвеќиња. Жените, возрастните многу знаат од цвеќиња тешки со дворови да се разболуваат, например. Знаеш, премести го лимон, например. Да, мислам, и нешто ќе се поремети. Да, забележувате некои работи. Кој ќе видам возрастна жена, домакинка, прво што прашуваме дали имаш од тие големите сакси со цвеќињата, да. Те молам додека оздравуваш некој друг да ги поместува. Така. Да, па има луѓе, например, жени што се љубители на цвеќиња, па ги преместува од сонцето, знаете, лево, десно. Мислам, секакви ситуации има. Да. Тоа е онаа физичка активност со која секојдневието ни го наметнува, па некогаш може и да се подзаборавиме колку тешко дигаме во моментот, меѓутоа треба да си мислиме на себе. Тука завршуваме со нашиот разговор и мислам дека појаснивме, нели, за дискусхернијата и секако еве само за крај каде да ве најдат сите оние кои што сакаат еве од сето она што слушна да се посоветуваат со вас. Да, сакам да ги поздравам и колегите и сакам да кажам дека јас не работам сама, сите само мене ме бараат, верувајте ми, јас сама не можам да постигнам, значи нема шанси. Поздрав до колегите. Ние се наоѓаме во аеродром на улица Фрањо Клус. Нашиот телефонски број е 070-239-600. Имаме и Viber и WhatsApp и сите можни, значи, денешни, да кажам, апликации. И уште нешто сакам да кажам, се ближиме, ова не е 4-та година, и се ближиме до тие 40.000 фоловерси. Моментално имаме една наградна игра, каде што ќе избереме тројца на кои што ќе доделиме бесплатни третмани. Така може да се договориме за следно и да се вклучат гледачи во програма, па и да им доделиме бесплатни консултации и прегледи. Многу благодарам што одвоивте време за нашата утринска програма